Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обид за ублажување на енергетската криза преку снабдителната мрежа на ОКТА се најавува намалување на цената на горивата. Синдикатот предупредува за нов раст на цените, прават вонредна пресметка на потрошувачката кошничка. Утре излегуваат на протест за повисоки плати. Владата е задоволна од справувањето со трагедијата во Кочани. Ако се спореди тоа што ние како влада го направивме со она што се случи во Кран-Монтана во Швајцарија, можам да кажам дека неколкократно подобро се справивме. Стартува реализацијата на инвестицискиот пакет за развој на општината. Склучувал договори со нестручни лица и поделил илјадници евра на познаници за интелектуални услуги и совети. Финансиската полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот директор на комунална хигиена. Иранците излегоа на митинг додека експлозии одекнуваа во Техеран. 14 дена активни воени дејствија на Блискиот Исток. А од тема на денот вечерва за барањето на вработените во секторот култура разговарам со министерот Зоран Љутков. Останете со нас. На 2 дена пред објавувањето на новата цена на горивата се прави обид за ублажување на енергетската криза. Министерството за енергетика отвора можност за влијание преку снабдувачите со испорака на горива за цена за 2,5 денари поевтина од актуелната. Деталите ги има колегата Александар Спасовски. Поевтинуваат горивата на бензинските пумпи кои ги снабдува ОКТА. Компанијата ОКТА донесе одлука, почнувајќи од денес до крајот на март, да обезбеди попуст од 2,4 денари на килограм или 2 денари по литар за дизел и бензините за трговците кои набавуваат горива од компанијата. Овој потек доаѓа по зголемените количини гориво кои се обезбедени преку продуктовод од Вардаг. At OCTA, we recognize the difficulties that the current situation on the energy sector has brought to our market, and we are trying to take concrete action to support our market and our consumers. Макпетрол, кој од почетокот на минатата година има 3-годишен договор за набавка на нафта од ОКТА, вели дека се уште не добило официјална информација за намалувањето на цената. Сепак од компанијата сметаат дека тоа не е доволно. Макпетрол како најдобро решение за надминување на проблемот за сите засегнати страни, вклучувајќи ги и граѓаните, смета дека е замрзнување на набавните цени на нафтените деривати, а со тоа и малопродажните цени како што е пракса во регионот. Се вели во соопштенијето на нафтената компанија. Министерката за енергетика вели дека во моментов Македонија располага со доволни количини на горива и покрај силниот притисок кој го вршат граѓаните на соседните земји. Тоа, како што објасни и премиерот, прилично ја ограничува владата во изборот на мерки кои стојат на располагање. Не акцизите. За акцизите има закон кој што вели дека цената на нафтата на светските берзи треба да биде над $800 по тон. Значи, меѓу 800 и $1,000 по тон 1 денар акциза, од 1000 до 1200 2 денара, па 4 денари така натаму. Сега не е на тоа ниво. Сега е некаде околу 600-650, се прогласува кризна состојба, па потоа се прави акциза, туку ќе одиме со намалување на зафаќањето на данокот на додадена вредност од 18 на 10%, па имаме уште една мерка потоа од 10 на 5%, но тоа ќе зависи од цената како ќе се движи. Цената на суровата нафта на светските берзи утрово повторно се врати на $100 за барел по намалувањето на средината од неделава. Тоа го принуди САД да ги олесни санкциите кон Русија, дозволувајќи околу 100 милиони барели сурова нафта кои пловат на руските танкери и се заглавени поради санкциите да стигнат до своите дестинации, во надеж дека со поголема понуда ќе падне и цената. Литар дизел на бензинските пумпи во Македонија во моментов не смее да биде поскап од 85,5 денари. Најскап дизел сме плаќале во јуни 22-та, кога цената надмина 110 денари за литар. Нова цена регулаторна ќе објави во понеделник на пладне. Александар Спасовски, Сител телевизија.
Проверките на синдикатот на терен покажале дека веќе има одредено зголемување на цените во маркетите. Ги прават анализите и ќе објават вонредна потрошувачка кошничка. Утре синдикатот организира протест во 12 часот и 5 минути. Стартува од пред зградата на ССМ и ќе заврши пред владата. Поради тоа делови од центарот на градот ќе бидат под посебен сообраќајен режим. Маслото за јадење, јајцата и солта се продаваат по повисоки цени во маркетите. Од оваа недела покрај поскап бензин, скок на цените, како што покажале пресметките на синдикатот, за 10 денари имало кај солта, 7 јајцата, 4 маслото и денар до 2 кај овошјето и зеленчукот. Колку зголемувањето на цените ќе ги зголеми трошоците на домаќинствата, синдикатот се уште пресметува. Целосната кошничка променета со новите покачени цени ќе ја соопшта деновиве, но велат факт е дека ќе биде повисока од февруарската, која изнесуваше 67.000 денари. Двајца вработени во едно семејство со минимални плати веќе не можат да ги задоволат ниту основните месечни потреби, велат од ССМ. Затоа ги повикаа сите работници кои сакаат разна примањата да излезат утре на протест. 160.000 работници кои директно се засегнати од зголемувањето на минималната плата. Доколку излезат утре на улица, минималната плата ветувам дека наредниот ден ќе биде многу повеќе од 600 евра. Немаме време повеќе за чекање, да живееме достоинствено, да се зголемат платите и работниците да можат да им ги обезбедат најнеопходните услови за живот на нивните деца и на нивните семејства. Ве повикуваме утре да не се плашите, да дојдете, да се поддржите, да се придружите на големиот работнички протест. Минимална плата од 600 евра и раст на сите останати плати за 100 евра се барањата на ССМ. Смета дека нивното барање е оправдано, затоа што третина од вработените живеат со плата под 30.000 денари. Колку повеќе излезат на улица, толку побрзо ќе растат платите. Инаку утре во 12 часот и 5 минути почнува протестот пред работничкиот дом. Оттаму ќе се упатат до собранието, бизнис коморите и ќе заврши пред влада. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Владата е задоволна од справувањето со трагедијата во Кочани. Ако се спореди тоа што ние како влада го направивме со она што се случи во Кран-Монтана во Швајцарија, можам да кажам дека неколкукратно подобро се справивме. Стартува реализацијата на инвестицискиот пакет за развој на општината. Склучувал договори со нестручни лица и поделил илјадници евра на познаници за интелектуални услуги и совети. Финансиската полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот директор на комунална хигиена. Од Кочани денеска премиерот Христијан Мицкоски испрати порака дека е задоволен од начинот на кој како влада се справиле со трагедијата во Кочани. Во градот денеска информираше и за реализација на инвестициски пакет вреден 100 милиони евра. Загубените животи не можат да се вратат, но Кочани може да изгради темели кои ќе гарантираат дека ваква трагедија никогаш нема да се повтори. Една година подоцна градот е во фокусот на владата со повеќе инфраструктурни инвестиции. Премиерот Мицкоски е задоволен од тоа како државата реагираше во првите моменти од пожарот во Кочанската дискотека, правејќи споредба со сличната трагедија во Швајцарија. Кога правите споредба на лоши настани, делувате некрофилски. Јас не сакам да бидам и да делувам некрофилски. Но ќе дадам целосен одговор на вашето прашање. Затоа што ако се спореди тоа што ние како влада го направивме со она што се случи во Кран-Монтана во Швајцарија, можам да кажам дека неколкукратно подобро се справивме. Во сите параметри, во сите споредби. За жал, не постои начин како да ги вратиме тие кои што за жал не се повеќе со нас. Но од аспект на системска реакција, кога ќе го споредиме тој настан со оној настан што се случи во дискотеката во Кран-Монтана во Швајцарија, неколкукратно подобро, верувале или не, системот македонски, институциите македонски реагираа подобро отколку системот во Швајцарија и институциите во Швајцарија. Со најавениот инвестициски пакет од државата од 100 милиони евра, во Кочани стартуваше изградба на влезниот булевар, се поставува нова канализацијска и водоводна мрежа и се гради нов сообраќаен мост над Кочанска река. Првиот човек на општината најавува изградба на нова спортска сала, затворен олимписки базен и дом за стари лица кој ќе стартува со изградба следниот месец. Нов лик ќе добие Кочанската болница, градскиот плоштад, а ќе се стартува и со урбанизација на Пониква. Веќе е распишан
тендерот за проект кој ќе овозможи реконструкција на цевководот, на геотермалната вода која ја носи од изворите до Кочани, со што освен би добиле нови спа центри и ќе можеме топлата вода да ја искористиме и како извор на грејење, а во моментот имаме загуби од 20 и неколку степени поради стариот, дотраен и оштетен цевковод. Во следните 3 дена Кучани ќе одбележува годишнината од најголемата трагедија во историјата на државата, со литургија и повеќе културни и спортски настани, а во Македонија ќе пристигнат и медицински работници од 19 европски држави, кои помогнаа во лекување на повредените. Владата утре ќе организира и меѓународна конференција во чест на 63 загубени животи. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Мицковски како не ти е срам, прашуваат во реакцијата испратена од СДСМ. Системската реакција на Македонија за трагедијата во Кочани била подобра од Швајцарија. Што има добро во 63 изгубени животи? Каква системска реакција? Згаснаа млади животи и секој ден се случува некоја трагедија. 63 жртви има заради системски пропусти. Мајка и дете во Скопје го загубија животот заради системски пропусти на МВР. Серијски убиец уби 5 жени во Старо Нагоричане заради системски пропусти. 5 тони дрога преку граница. Цел ден Мицковски зборува за успесите на Македонија, велат во реакцијата испратена од СДСМ. Пратениците во среда ќе го избираат новиот државен јавен обвинител, откако владиниот предлог судијата Ненад Савевски да дојде на оваа позиција вчера пристигнал во парламентот. Савевски од 2009 година работел како обвинител, а од 2016 е избран за судија во Скопскиот кривичен суд, во кој суди за случаите од организиран криминал и корупција. Има дипломирано и магистрирано на правниот факултет Јустинијан I во областа на казненото право, а предава и на Академијата за судии и јавни обвинители. Државниот обвинител се избира со 61 пратенички глас. Владеачките ВМРО, ДПМН, Вреди и Знам веќе застанаа зад владиниот предлог. Опозицијските СДСМ и ДУИ пак побара тој да работи професионално. Драстично зголемените цени на нафтените деривати ја поскапуваат цената на транспортот. Транспортерите побараа од владата да се разгледа можноста за враќање на дел од акцизата за комерцијален превоз кон нив, како во Европската Унија. Во вечерните вести на Сител. За барањата на вработените во секторот култура, како што најави вечерва во тема на денот, разговарам со министерот за култура и туризам Зоран Лјутков. Министер, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам на поканата. Во средата синдикатот на вработените во културата ви поднесе кривична пријава, тврдејќи дека сте ја злоупотребиле службената должност и овластувања и дека сте ги повредиле правата од работен однос. Денеска стига информација дека сте го разрешили директорот на театарот во Гостивар. Тие велат дека ова е реваншизам и да испратите порака до сите останати директори како да постапуваат. Што е вистина? Апсолутно не е точно. Го видов пресот на раководството на Синдикатот за култура на Република Македонија и мислам дека тоа е во овој период веќе станато како еден вид политичко делување и нема никаква врска со реалноста или она што се случува директно со платите на вработените. Тоа е кривичната пријава за пресметката која што ја направивме за пресметка на платите на вработените во културата. Има одредени пресуди кои што се донесени од првостепениот суд, кои што подоцна институциите ги обжалиле и веќе во Битола второстепениот одлучил повторно да го врати назад случајот, освен во Гостивар, каде што уште во декември месец имало таква пресуда, директорот на институцијата воопшто не го обжалил тоа, а тоа е законско право, дека мора да ја заштити институцијата. Сега да кажете, не ја заштитил институцијата? Не ја заштитил институцијата, имал рок 7 дена жалба, ниту пријавил пак дека стигнала таква пресуда против институцијата, не ја обжалил одлуката до второстепениот суд, и го таел тоа скоро веќе 3 месеци. За ние да дознаеме од медиумите дека веќе таа одлука станува правосилна со тоа што
ја оштетил институцијата и го оштетил и буџетот и по брза постапка За колкава сума се работи? разрешен. Па не знам, мислам дека е некаде над 8.000 евра. Сега слушав изјавата која што директорот Рушити ја дава за дел од медиумите, вели дека не е вистина ова што го тврдите вие. Тој вели дека на време ве контактирал, ви кажал што се случува, побарал од вас совет што да превземе и како да постапи, повратен одговор не добил. Заради тоа настанала ваквата ситуација. Не. Има контактирано со вас? Не, никогаш. Никогаш, апсолутно не имаме комуникација со сите 72 национални установи. Ако можеле сите установи кои што се тужени да се јават и да ни сугерираат или да побараат одредена помош, не е возможно на сите да им помогнеме, него да го изоставиме или ние да одиме против себе или јас како министер да и наштетам на институцијата. Доколку сум го знаел тоа, се разбира дека ќе сме го посоветувале да ја обжали одлуката. Министре, во средата веќе споменав на почетокот, синдикатот на вработените во културата одржа пресконференција пред јавното обвинителство, рекоа дека биле принудени да поднесат кривична пријава затоа што вие спротивно на општиот колективен договор не сте им овозможиле зголемување на платата за 8,5%. Да, они изјавија дека не сум ми овозможил за 10%. Општиот колективен договор важи за сите вработени во јавниот сектор. Значи, не може за некого минималната плата да биде 36.000, а за некого да биде 39.000. Она што го бараше раководството на СКРМ беше пресметката на основната бруто плата да биде наместо 36.000, да биде 39.800 или не знам колку, што е впрочем спротивно на законот во однос на минималната плата за сите вработени во јавниот сектор. Значи не може само еден ресор да се издвојува од другите. Од тие причини побарано е во 23 година тие 10% еве да се излезе во пресред да влезат во коефициентот на по работно место, коефициентот на сложеност, одбиено е тоа во 23 година, што значи дека таа пресметка која што е направена во 23-та е незаконска. Затоа ние во 25-та година направивме одредена корекција и сега платите се во нормални и добија зголемување од околу 6%. Истото по таа пресметка и оваа година, во април месец, со пресметката за мартовската плата, повторно во културата ќе има зголемување за 6%. Која е разликата? Со тоа што по општиот колективен договор сите добиваат вработените во јавниот сектор 1.800 денари, но вработените во културата добиваат од 1.800 до 4.500 денари зголемување, затоа што пак ние во култура имаме и гранков колективен договор. Значи, кога ќе пресметате минималната плата, плюс се додава коефициентот по работно место. Што значи дека кај сите 1.800 кај нас доаѓа од 1.800 до 4.600. Добро, од она што го разбирам од пресконференцијата на синдикатот е дека вие сте направиле посебно упатство, лично вие како министер за култура и преку мејл сте го испратиле до сите институции во секторот култура, со кој што сте наложиле каква да биде пресметката на плати, дека тоа не било согласно општиот колективен договор. Не, тоа е на седница на влада. Направено е задолжување спрема мене, владата ме задолжи да го изготвам упатството, значи со задолжување на влада, изготвено е упатството, пуштено е до институциите, закачено е на страната на Министерството за култура и туризам и потоа, од кога е направено тоа, повторно е дадено на влада како информација дека е завршена постапката. И сега имате ли некаква комуникација со синдикатот? Што ќе се случува понатаму? Ќе се бара некое решение, некоја промена во општиот, во гранковиот, за да се излезе во интерес и на вработените и вие да бидете задоволен како министер со резултатите кои што сте ги постигнали? Видете, верувам тоа ви е целта, да, така? Тоа е целта и е неверојатно кога излегува синдикатот и вели дека министерот кој што доаѓа всушност од фелата, јас сум од 13 годишна возраст во институциите од културата, кој што доаѓа од култура, дека работи против интересите на вработените во културата. Напротив, јас сум човекот кој што работи за вработените во културата, бидејќи така работам и за себе си и за моите пријатели. Значи, но има една друга страна. Сега како министер, јас морам да ги заштитам и правата на вработените, но морам да го заштитам и јавниот буџет.
Значи, ако е направена грешка и ако се работело досега незаконски, јас сега ги исправам грешките. Така да тие можат да го спорат ова колку сакаат, од тие причини сме и на суд, и јас тука нема да коментирам, туку едноставно оставам да видам судот како ќе го најде крајното решение. Но во секој случај, неколку пати, овде имам и дописи, кои што сме ги упатиле за преговори, за разговори веќе 2 години, но секогаш разговорите завршувале во ќорсокак, бидејќи немало диалог, секогаш биле поставувани ултиматуми. Или ќе биде вака, или ќе излеземе на протест. Значи, вие ќе почитувате одлуката на судот, каква и да биде? Апсолутно. Се морам да ве прашам за тоа што тие излегува со прашање во јавноста, дали ако не сте министер за култура и ако вашата партија не е на власт, ќе излезавте со поддршка за нивните барања, како колега? Видете, јас излегував и предходно. Јас и бев допред да станам министер член на СКРМ. И влегов во моментот кога се основаше Синдикатот за култура на Република Македонија, и секогаш сум зборувал дека еден од најдобрите колективни договори во делот на минималната плата, бидејќи се врзувате на минималната плата и секогаш како се зголемува минималната плата, така се зголемува и платата кај вработените. Но во голем дел внатре во колективниот договор има огромни пропусти кои што треба понатаму да се решаваат. Значи, проблемот не беше ние да зборуваме за плати, проблемот беше да го отвориме колективниот договор, да преподпишеме, да направиме нов, бидејќи тој е истечен веќе во 2022 година, веќе 4 години немаме нов колективен договор, но тука се разбира немаме диалог. А во однос на тоа што велат дека јас се реванширам спрема директорот, тоа значи дека тие сега во овој момент штитат некој кој што работел незаконски. И тоа навистина не е фер. Треба ли да остравуваат останатите директори на институциите? Тие велат дека тоа е порака кон сите директори на институциите од култура? Ако видовте на пресконференцијата, буквално скоро сите кои што беа во државата во тој момент, на мојата пресконференција во владата застанаа позади мене и позади оваа одлука. Добро, имаше луѓе кои што застанаа и позади синдикатот пред јавното обвинителство. Од директорите? Представници од ваши колеги, веројатно. Не, тоа од вработените. Јас зборувам дека директорите нема потреба да се плашат, бидејќи секој кој што работи законски, нели, нормално е дека ќе биде испочитуван. Секој кој што работи против закон, ќе биде во истиот момент да разрешен. Сега вие пред се сте актер, јавноста пред се ве знае како актер. Улогата на министер е времена позицијата. Задоволен ли сте од тоа што го постигнувате додека сте на позицијата министер и дали гордо ќе се вратите на професијата? Апсолутно. Прво јас секогаш велам дека е добро да се зборуваш и што е она направено и во делот на програмските активности, и многу е важно што после 7-8 години намалување на буџетот, секоја година константно намалување на буџетот за сметка на платите, бидејќи ние стигнавме веќе 90% плати, 10% продукција, што значи дека влеговме во една фаза културата ја ставија на ниво на загубари, дека веќе немате продуктивност, се зголемуваат платите, а продуктивноста се намалува. Веќе од 24-та со ребаланс на буџетот кога дојдов како министер, до сега буџетите се некаде и по 100% зголемени. Да речем, ако една институција во 24-та година имала 3 милиони денари за работа, сега има 11 до 12 милиони денари. Тоа се случува во скоро сите институции во културата. И тоа е мојата цел. И јас сум среќен и сум горд дека сум успеал да го вратам буџетот во институциите на достојно ниво. Јас сум среќен затоа што успеав да ги откочам сите процеси во делот на капиталните инвестиции. Затоа што почнавме повторно да го работиме театарот во Струмица, затоа што ја почнавме повторно постапката за универзална сала, затоа што го почнавме веќе во мај ќе заврши домот на Разловечкото востание, во мај месец веќе е постапката таму при крај, затоа што турскиот театар веќе до крајот на годината ќе биде во завршна фаза, така да сите капитални инвестиции кои што беа закочени, успеавме да ги одглавиме. И особено сум среќен што една голема мерка која што беше барана од вработените, посебно беше барана и од мене пред да станам министер, а тоа е делегиран буџет во националните установи, кои што сега има 28, а тоа е комплетна автономност
на директорите да располагаат со собствените буџети, но и многу поголема одговорност. Тоа на крајот на денот и ваша работа, министре. Ваша цел е да обезбедите поголем буџет за да имаат подобри услови за работа вработените. Сега споменавте неколку проекти кои што се важни за јавноста. Скопје треба да биде европски град на културата за 2 години од сега. Многу се зборува за универзална сала, ништо не се прави, ништо не гледаме дека се случува на терен. До каде е таа постапка? Да, на терен не се гледа, но ние процесите административно ги тераме. Бидејќи таа беше универзална сала една од најзаглавените институции, ние успеавме, значи, да направиме ревизија на целиот проект, бидејќи беше во фаза, во 3 фази беше изградбата, успеавме да го направиме во една фаза клучна рака и сите недостатоци кои што ги имаше внатри, партерното уредување и некои недостатоци кои што ги имаше и после пожарот кој што се случи, успеавме седо тоа да го обединиме и да го направиме клучна рака. Објавивме јавен повик за изведувач, се појавија двајца, од кои што едниот не ги исполнуваше условите. Подоцна имаше жалба, тоа беше некаде пред Нова година во октомври месец, и Државната комисија по однос на жалби ја прифати жалбата на тој предходниот и падна тендерот. Веднаш пристапивме кон ново објавување на нов тендер. Веќе е избран изведувачот од наша страна. Заврши рокот на жалби, многу внимателно, скоро месец дена работевме на тоа да ја видиме документацијата дали е точна, бидејќи после пожарот од Кочани, во Кочани веќе се е поинаку во овој дел. Сега моментално исто така повторно има жалба и очекуваме Државната комисија по однос на жалби да одлучи во наша корист или да потврди дека изведувачот ги исполнува условите и веднаш од следната недела да почнеме со работа. Тоа сакав да ве прашам, ако биде така како што очекувате, кога би виделе ние градежни активности на терен? Ако биде секако што треба, во зависност од тоа кога комисијата ќе се состане и кога ќе донесе одлука, еве да речеме ако следната недела се состане и донесе одлука, тоа значи бидејќи целата документација е веќе готова, ние можеме веднаш да го потпишеме договорот, буџетот е одобрен за оваа година, веќе ги имаме средствата, тоа значи дека до крајот на месецот веќе треба да работат. И каков е рокот за завршување по Видете, ова не измести, бидејќи ние очекувавме дека тоа ќе биде и во ноември месец и сега требаше да биде веќе во поодмината фаза, но од информациите и од динамиката која што еве ја налагаат, мислам дека некаде до крајот на 27 година или почетокот, да речеме јануар, февруар 28 година би бил готов, би била готова универзална сала, бидејќи сите проекти ги брзаме да ги завршиме, да бидат во интерес на Европска престолнина на културата. Морам тука да ја спомнам и шалтер салата, која што веќе работиме на кровното решение и заштита. Веќе се готови во завршна фаза двата музеи на Скопското Кале. Направивме договор со градот Скопје, каде што ќе имаме заедничко управување, музеите ќе бидат во наша надлежност, а управувањето ќе биде во надлежност на градот Скопје. Тие веќе имаат проект за изработка на бина за културни настани, така да очекувам некаде до крајот на пролетта, почетокот на летото веќе да го пуштиме во употреба и Калето. Исто така работиме и на Скупи. Сите овие објекти, локалитети треба да бидат во контекст на Европска престолнина на културата. Очекувам и во крајна фаза е и Турскиот театар во Тоа сакав да во ве Скопје, прашам, да. со години чекаме да се заврши тој проект, ќе биде ли готов и ќе има ли продолжување на други театри во држава? Турскиот театар веќе е во завршна фаза, значи во теке последната фаза, а тоа е сценската технологија и интериерното уредување. Јас веќе на 24 март имам средба во Анкара со турскиот министер за култура и туризам, бидејќи таму имаме договор дека еден дел од средствата се обврзува државата Турција да донира во изградбата на Турскиот театар. Бидејќи претходната влада не успеала да ги обезбеди тие средства, ние веќе добивме повик дека се расположени на таа тема да разговараат и се надевам дека доколку поминат преговорите во март, сега на 24 март, тоа значи дека ќе добиеме една значителна сума, не би сакал сега да зборувам која е сумата,
но би била една сума која што Министерството за култура и туризам ќе нема потреба да обезбедува буџет за наредната година. И кој е следен театар на ред после турски? Фазата е ова, бидејќи одредени проекти ни се 24-та, 34-та, бидејќи се работи за многу проекти. Следната фаза е кога ќе заврши турскиот театар, планираме вработените од драмски театар да се преселат, како и до сега, нели, турски театар и театар комедија работеа заедно, да се преселат во нов современ објект и да почнеме со изградбата на драмски театар. Ајде, очекуваме да ги видиме тие проекти. Има и многу повеќе, но еве го работиме и проектот сега за изградба за реновирање комплетно на театарот Војдан Чароденски во Прилеп, но и театарот во Штип. Министри, благодарам многу за гостувањето. Благодарам за можноста. Склучувал договори со нестручни лица и поделил илјадници евра на познаници за интелектуални услуги и совети. Финансиската полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот директор на комунална хигиена. Иранците излегоа на митинг додека експлозии одекнуваа во Техеран. 14 дена активни воени действија на Блискиот Исток. Склучувал договори со нестручни лица и поделил илјадници евра на познаници за интелектуални услуги и совети. Финансиската полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот директор на комунална хигиена. Поранешниот ВД директор на комунална хигиена Сабахадин Рустеми се сомничи дека исплаќал илјадници евра на негови познаници за интелектуални услуги, давање совети и сметководствени услуги, иако лицата немале никакво познавање од овие дејности. Финансиската полиција денеска му поднесе кривична пријава до обвинителството. Според пријавата, тој лани како директор со намера да ги исцрпи сите пари од склучениот договор со фирмата за интелектуални услуги Веда Дуел Скопје, 2 дена пред истекот на договорот во име на комунална хигиена, склучил договор со 5 лица за износ од нешто над 58.000 евра. Тука имало 2 фиктивни договори со нереална вредност, односно на еден негов познаник за давање совети требало да му бидат исплатени 12.500 евра, а друг за имплементирање техники за заштита на животната средина требало да добие 25.000 евра. Лицата со кои биле склучени овие договори биле познаници на директорот, а тој бил свесен дека тие немаат никаква експертиза во областа на животната средина. Услугите според истрагата немало реална можност да се извршат во рок од 2 дена. Дополнително, Рустеми склучил и 3 договори по 11.000 евра, секој за наводни сметководствени услуги. И тука, едно од лицата воопшто не било сметководител. Но откако го открила финансиската полиција, тој се сумничи дека ги злоупотребил парите преку друг договор. По престанокот на важноста на договорот за интелектуални услуги со правното лице Веда Дуел Скопје, односно, откако пријавениот бил одвратен од намерата да го доврши кривичното дело проневера во службата и да ги исплати средствата, поради навремено откривање на делото од страна на управата за финансиска полиција, пријавениот спровел нова постапка и склучил нов договор со правниот субјект AC Solution Duel Скопје за интелектуални услуги, за да преку истиот склучил договор со трето лице и ангажирал возило камион за собирање на смет, подпишал платни налози и исплатил 604.461 денар спрема вторската агенција. Со овие действија, финансиската полиција го сомничи дека постапил спротивно од законот за јавни набавки, односно склучил фиктивни договори без да биде спроведена јавна набавка, со што ја злоупотребил службената положба, фалсификувал исправа и се обидел да ја проневери службата со намера да им овозможи корист на физичките лица во износ од нешто над 68.000 евра. На Рустеми во октомври му беше определен притвор, а потоа му беа определени мерки на претпазливост. Во меѓувреме започна и судењето за него и управителот за отпад во предпријатието Аки Саити, каде се обвинети дека во текот на октомври спречиле навремено собирање на сметот, додека главниот град тонеше во ѓубре. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Поднесено обвинение за Стојанче Јовановски за сурово насилство и наведување на самоубиство. Пред 4 години го зели станот на Ивана како подарок, а се заканувал дека ќе ја земе и ќерката. Малтретирањето, како што наведуваат од обвинителството, ја довело оштетената во состојба на тешка психичка вознемиреност, страв, безнадежност и чувство на безизлезност, и таа безразумно да управува и да ги контролира своите постапки. Извршила самоубиство, скокајќи од терасата на станот од 6-тиот кат заедно со нивното малолетно дете. Сопругот на Ивана, која заедно со 6-годишната ќерка си го одземаа животот, заработи обвинение. Ќе одговара за 3 кривични дела за кои се предвидени високи затворски казни.
Обвинителството го гони Стојанче за наведување на самоубиство, загрозување на сигурноста и телесна повреда како продолжено дело на семејно насилство. Согласно обезбедените докази, обвинетиот подолг временски период сурово и нечовечно постапувал кон оштетената, која спрема него се наоѓала во положба на фактичка и екзистенцијална зависност и подреденост, па поради таквото постапување, таа на 2 март извршила самоубиство кое може да се препише на небрежност на обвинетиот. Според обвинителството, малтретирањето почнало откако Ивана му го отстапила својот дел од станот во кој требало таа да продолжи да живее со нивната ќерка. Од лани малтретирањата прераснале во сурово и нечовечко постапување. 31-годишната жена често била тепана на јавни места и пред други луѓе. Така било и кобниот 2 март. Ја удирал со шлаканици и тупаници, нанесувајќи и тешки повреди поради што изгубила и свест. Обвинетиот Стојанче на паркинг зад кривичниот суд и се заканил и по животот, па заминале во станот. Требало да ги земе своите работи и да замине од домот. Побарала да остане сама со детето за да може да се спакува, пошто скокнала од 6-тиот кат на зградата во Тафталиџе. Малтретирањето ја довело оштетената во состојба на тешка психичка вознемиреност, страв, безнадежност и чувство на безизлезност, и таа безразумно да управува и да ги контролира своите постапки извршила самоубиство скокајќи од терасата на станот од 6-тиот кат заедно со нивното малолетно дете. Стартот на судењето Стојанче ќе го чека во притвор. Обвинителството побарало продолжување на мерката бидејќи постоела опасност тој да побегне, но и да продолжи да врши насилнички кривични дела. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 18-годишник се заканувал дека ќе постави бомби и ќе изврши убиства во Средното медицинско училиште во Тетово. Случајот во полиција го пријавиле родители кои за заканите слушнале од нивните деца. Полицијата уапси 18-годишник од Тетовска Палатица кој се заканувал дека ќе постави бомби и изврши убиства во Средното медицинско училиште во Тетово. Случајот вчера го пријавиле професор од училиштето Никола Штеин, кој добили информација од родители дека МР испраќал заканувачки пораки до учениците. 18-годишникот според информација од полицијата не бил ученик во медицинското училиште, туку посетувал настава во Тетовската гимназија. По претрез во неговиот дом, полицијата пронашло предмети за кои постоело сомнение дека потекнуваат од кривично дело. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности од полициски службеници од СВР Тетово и по добиена судска наредба извршен е претрез во село Палатица Тетовско во дом и помошни простории на 49-годишниот РР. При претресот биле пронајдени повеќе предмети на неговиот 18-годишен син МР, за кој постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. МР е лишен од слобода и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Ова не е изолиран случај. Пред непол месец 20-годишникот Мала Речица преку социјалната апликација Discord се закануваше дека ќе изврши масовно убиство. Алармот тогаш го вклучи Американското федерално бюро за истраги FBI, кој ја детектирало ваквата закана на интернет и преку амбасадата на САД во земјава ја информираше нашата полиција. Инспирација за заканите му бил настана во САД од 2012, кога момче на негова возраст уби 26 лица, од кои 20 деца. Во координирана акција на полицијата, обвинителството за гонење организиран криминал, специјалната единица Тигар, по претресот на неговиот дом пронајде цел арсенал оружје. И кај членови на неговото потесно семејство е пронајдено оружје. 20-годишникот ќе одговара за тероризам, а неговиот дето за недозволено изработување, држање, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Во продолжение информациите од светот.